Посен зелник, сарма, лепче со паричка, овошје. Граѓаните ја подготвуваат својата постна бадникова трпеза. Домаќинките од вечерва започнуваат со подготовка на колачињата. Утре ги чекаат коледарите кои го најавуваат Христовото раѓање, па продолжуваат со подготовките за својата бадникова трпеза. Сега за бадник се знае. Посен зелник, посна сарма, гравче, тавче, кој шо јаде, по желба и од овошје се шо може. Од портокали, банани,ораси, јаболки, смокви, урми, значи се шо има од овошје се става на масата, под чаршаво се стават пари за да биде богата годината. Друго, овие бадниковите гранчиња исто се стават на масата. Лепче обавезно се принесува на маса и пиење кој што си пие и јаде и така. Па посничко, како и секоја година. Се е подготвено, уште утре погачката. Па посна трапеза, денеска колачиња ќе се месат и така, утре бадник, зелник и се посно. Традицијата продолжува да се негува. Иако производите се скапи, граѓаните согласни дека за овој празник мора да се купи и да биде празнично. И точно дека е скапо, меѓутоа за овој ден, за Нова година мислам не толку многу, меѓутоа за Божик и за Великден, секој се снаоѓаме. Снаоѓаме се, па после ќе видиме за натака во крајот на месецот. Важно за Божик секој по нешто си земе. Сега едно време како било, не е тоа, сега има измени, али добро е. Па шо знам, у нашата фамилија, мислам дека е исто. Нешто додадеме. По празничната постна трпеза за бадник се подготвува мрсна трпеза за Божик. И од црквата советуваат уште утре вечер верниците да се воздржат од мрсна и обилна храна со цел да заврши постот.